17 ноември 2025, понеделник, термин за дневникот на КТВ. Добра вечер. На последната седница на Советот на општина Кавадарци, одговарајќи на советничко прашање, градоначалникот Митко Јанчев информираше за состојбата на главниот цевковод од водоснабдителниот систем Лукар и за чекорите кои се превземани и ги превзема општината за одржување на истиот. Точно дека е пред 40 години изграден цевководот, или 55 години еве, поточно. Проектната документација комплетна има. Цевководот е собственост на општина Кавадарци, кој што 2017 година го опишаме во катастарски имотен лист. Во период кога дојдов градоначалник 2018 година, за жал, катодната заштита беше надворот функција, затоа што напојувањето на катодната заштита беше од понаречната задруга Доне Попов, која што остана без трафој, без струја. Истиот месец по настапувањето на градоначалничка функција тендериравме 2,5 милиона денара, изградивме трафостаница кај Бојанчите, со цел да имаме струја и ја ставивме катодната заштита во функција. Имаше ризик за тоа што не знаевме колку време е без заштита катодна. Направивме една ревизија со машински факултет, со скенирање на металната цевка. Во тој период беше укажано, но ова са не е стајано на елаборативен документ, дека наредните 40 до 50 години нема опасност од нарушување на функционалноста на цевководот, односно не е истрошен цевководот. Катодната заштита се проверува секој 3 месеци, е во функција за да нема триење и разжасување на цевката. Вентилите кои се воздушни и испусни се сменија сите. Меѓутоа, тоа не ни дава за право да спиеме мирно да кажеме дека уште 500 години или уште 300 или уште 200 ќе биде во функција. Многу е голем благодетот за тоа што тој цевковод е изведен по многу добра траса и по место кое што е многу стабилно и нема трусно подрачје за да има отстапување на самата цевка. И до сега, во овие 8 години од кога сум градоначалник, соделувањето превентивно не сме имале ниту еден дефект на главниот цевковод. Најголемата опасност, каде што веќе делумно разговарано со хидроинженерите и со раководителот и со другите, ќе се прави проект за дополнителен, паралелен цевковод, поготово од сливното подрачје на Лукар после филтрната станица, па се до Бојанчиште, кај што најголема опасноста од пукање или од нарушување на функционалноста на цевководот, затоа што таму притискот доаѓа негде и до 20 и 30 бари. И во тој дел треба да направиме паралелен цевковод до Бојанчиште, нормално со проект, а во една фаза да отпочнеме и до Кавадарци. Со тоа ќе добиеме плюс 70 литра вода во секунда, кога има доток на вода. И нормално таа вода нас во моментот не е потребна, че не биде вишок, меѓутоа зафачањето на водата, нормално со издавањето на хидролошка дозвола за зафачање на плюс 70 литра, че ни е возможен дополнителен екстра приход за хидроцентралите да произведуваат наместо со 320 литра вода, че произведуваат со 390, пошто се вариабилни и имат можност и че донесе приходи на јавното предпријатие дополнителни средства во делот на самиот приход. Така да тој проект ќе го ставе јавното предпријатие да го аплицираме, како што сега ние аплициравме во UNDP и добивме $50 за проектирање на техничка документација за велосипедска пешка патека за до Тиквешко езеро од Кавадарци, че има повици некаден јануари, февруари, и во тој повик ќе се јавиме ние како општина, пошто сме носители и собственици на цевководот, да аплицираме за техничка документација, ќе се проектира техничка документација, а здрави живи за изведбена состојба, нормално дека ќе треба да се обезбедат дали грантови, дали кредит или било што, пошто од тековни средства таа инвестиција јавното предпријатие или општината тешко може да заврши, али во перспективно едно време таа критична точка од некои 8 до 10 километра е првата која што треба да ја решиме и етапно може за 5, 7, 10 години да направиме паралелен цевковод.
не да може да дојде и дефект или дополнителна вода, да имаме и бајпас, а да имаме и нов цевковод кој што ќе биде во функција. Вчера околу 4 часот во Овара Кавадарци од Општа болница Кавадарци е пријавено дека кај нив со повреда бил донесен малолетник од Кавадарци. Според пријавеното, додека бил во домот на негов малолетен другар во Кавадарци, пронашле воздушна пушка и додека ја разгледувале, едниот малолетник случајно испукал една дијабола и го повредил другарот. Во Овара Кавадарци бил извршен службен разговор со малолетникот во присуство на родител и адвокат за малолетници, а воздушната пушка била пронајдена и одземена. Увид извршила увидна екипа од Овара Кавадарци, биле известени јавен обвинител и Центар за социјални работи Кавадарци. По документирање на настанот ќе биде поднесен соодветен поднесок, информира денеска од СВР Велес. По барање на местната заедница Глишик започнати се активности за поставување на голем крст во населбата Глишик. Работите се изведуваат од страна на јавното предпријатие Комуналец со поддршка на општина Кавадарци и општествено одговорните компании Кожувчанка, Анелмак и Ас Машини. Во тек е порамнување на теренот и ископ на стопата за крстот, кој е донација од група граѓани и дел од бизнис секторот. Крстот ќе биде висок 15 метри со распон од 10 метри. Премиерот Христијан Мицкоски информира дека денеска е објавен јавниот повик и ги повикува сите студенти да аплицираат за 15.300 денари за набавка на електронски уред. Денеска е објавен јавниот повик и ги повикувам сите студенти да аплицираат, мислам дека се 55.000 на број. Тоа што го ветувавме, тоа и го исполнуваме, 12.300 денара, мислам, добива секој студент за набавка на електронски уред. Не сакавме, како многу влади во минатото што правеа, тоа да го правиме пред изборите, затоа што да не биде сватено како поинакво однесување, неетичко однесување од страна на владата. Чекавме изборите да завршат и да го објавиме официјално да завршат со одлука на Државната изборна комисија и да го објавиме овој повик, така што ги повикувам студентите да се пријават на овој јавен повик кој што е отворен до 1 јануари 2026 година. Се додека не се постигне договор за зголемување на минималната плата во рамки на економско-социјалниот совет, ќе важи постојната формула за нејзина пресметка. Владата ќе поддржи секаков договор и за зголемување на минималната плата и за промена на формулата, но само ако има трипартитна согласност во економско-социјалниот совет од сите засегнати страни, рече денеска заменик министерот за економија и труд Маријан Ристески. Минималната плата од 397 евра и натаму ја позиционира Македонија на дното во регионот, предупредува Сојузот на синдикати на Македонија. Според нив, ова ниво на примања не обезбедува ниту минимални услови за живот, а најавеното усогласување од околу 1600 денари до март следната година го оценуваат како недоволно и понижувачко. Функционерите добија зголемување од 79%, а работниците останаа заглавени на 397 евра. Ова не е живот, туку постојана борба за опстанок, реагираат од Сојузот на синдикати на Македонија. Председателот на СДСМ и на Националниот совет за евроинтеграција Венко Филипче на денешната седница на Советот упати сериозни критики за состојбата во правосудството, посочувајќи дека Европската комисија јасно укажува на тоа дека независноста на судството во државата е нарушена и со тоа директно е загрозена неговата независност и кредибилитет. Обвини дека власта вршела притисок врз судството. Владата се обидува да ги покрие и да врши влијание на сите независни институции кои што се надвор од извршната власт. Најмногу, најсилно, најексплицитно на судската власт, јавен и јасен притисок, што за прв пат предизвика од 1991 година јасна реакција од судската фела. Преседан, би рекол, општествен, не само во државата. И за жал во многу области во кои што порано обележавме успеси, сега има, и тоа се дефинира или како ограничен напредок, или нема напредок, или дури и назадување. Ама тоа не е нешто што само стои на хартија, тоа е нешто што граѓаните, посебно бизнис секторот, го осеќаат секој ден се повеќе и повеќе. Иако до минатата година имаше само еден услов,
за почеток на преговорите, а тоа е решавање на билатералниот спор со еден од соседите. После еден ваков извештај не сум сигурен дека понатаму нема да имаме и други услови да се отпочнат преговорите. Нема напредок во клучните области. Имено и денеска да се случат уставните измени, ние утре нема да можеме да го отвориме првиот кластер за преговори, fundamentals, поради тоа што не сме спремни. Имено, не се донесени патоказот за владење на правото, с акцијскиот план за малцинство како додаток, понатаму патоказот за реформи во јавната администрација и патоказот за функционирање на демократските институции. За сите овие работи Собранието не е ниту информирано, ниту консултирано. Владата го држи овој процес затворен, тотално нетранспарентен, надвор од сите инструменти и механизми кои што ова собрание треба да ги користи за да се отвори една дебата и да се донесат квалитетните документи. Од тука се гледа дека ова влада нема политичка волја да ги направи реформите. Жалам што денеска слушам дека денеска и овој период не бил време за реформи. Актуелни и поранешни партиски функционери на СДС бараат промени во раководството. Само за Филипче тоа не важи. Порака од денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Актуелни и поранешни партиски функционери на СДС бараат промени во раководството. Само за Филипче тоа не важи. Веќе 2 недели по катастрофалните избори на кои СДС паднаа на 120.000 гласови и само 6 општини, партијата и натаму без никакви промени во врвот, а на Филипче тоа му одговара. Откако веќе јавно се повеќе актуелни и поранешни функционери бараат промени, станува јасно во јавноста дека Филипче се повеќе го губи легитимитетот во партијата. Наместо да понесе одговорност за лошите резултати за кои тој лично е виновен, тој продолжува по старите познати чекори и не поднесува оставка. Туку продолжува да изработува за Заев со поставувањето на Трајановски за потпредседател. Народот воопшто не очекува резултати од Филипче, кој несомнено е продолжена рака на Зоран Заев во СДС. Затоа и јавноста, но и членови, активисти и симпатизери на СДС бараат оставка од Филипче и промени во раководството. Доколку СДС сака да исчезне од политичката сцена, Филипче нека продолжи така. Во тек е изработката на новиот мурал на фасадата на Дом на култура Иван Мазов Климе во Кавадарци, кој се реализира по добиен проект поддржан од Министерството за култура. Со овој мурал се збогатува визуелниот изглед на јавниот простор и се подобрува естетиката на урбаното опкружување, додека истовремено се потикнува соработката меѓу уметниците, институциите и заедницата, велат од локалната самоуправа. Во Музеј Галерија Кавадарци беше отворена изложба на слики од Јулијана Гешовска, академски сликар. На отварањето говореа директорот на музејот Јаким Зимовски, а за делата на Гешовска говореше виш кустос историчар на уметност Трајче Цветков. Авторката се заблагодари за организацијата на изложбата и на посетителите. Со огромна чест и задоволство, оваа вечер ви ја представуваме изложбата на нашата Јулијана Гешовска, реномирана уметничка од Македонија, уметник со нејзините дела, пленин из Македонија, пленин из галериите во Македонија. Ова е прво представување нејзино во Музеј Галерија Кавадарци, со самостојна изложба. Наш пријател, учесник на Свети Трифун 2025 година и наш уште еден другар, голем од уметниците на Музеј Галерија Кавадарци. До крајот на годината Музеј Галерија Кавадарци можеме да кажеме дека имаме уште 2 настани и се спремаме за 2026 година, веќе во полна пара, 50 години од Музеј Галерија Кавадарци, со 50 настани за 50 години. Вечер ви имаме чест и задоволство да ви ја представиме нашата реномирана уметничка Јулијана Гешовска, која ни се представува со 30 на своји дела. Оваа изложба представува средба со бојата, движењето и играта помеѓу нив во нејзините дела. Ова е влегување во внатрешниот свет на сликарката. Во нејзините апстрактни композиции, бојата е чиста материја на чувствата.
Во сите тие динамични пресекувања на тонови и насоки се раѓаат делата кои допираат до нас уште пред да ги разбереме. Гешовска твори не да го победи хаосот, туку да го претвори во една совршена хармонија, а сите нејзини линии се мисли и форми. Овде нема граница помеѓу абстрактното и реалното. Се што гледаме е одраз на нејзиниот внатрешен свет, на нејзиниот духовен простор. Простор каде не се создава со рационалност, туку со неопходност. Чин на искреност, предавање и ослободување. Тоа е сликарство кое не се плаши од непосредноста, туку ја прифаќа како вистински одраз на животот. Јулијана успева да ја спои духовноста со материјалното. Успева да не повлече во својот ритам, за да не подсети дека уметноста не е украс, туку е вистина. Дозволете ми да и се заблагодарам на уметничката, која со секое свое дело ни подари дел од својата внатрешна светлина, дел што не се гледа, но длабоко се чувствува. Јас многу за своите дела нема да зборам, тие кажуваат за мене. Меѓутоа, мислам дека после оваа изложба ќе излезат уште многу неколку дела од целова импресија од овој убав момент што го делам со вас и со сите тука во овој наш јужен крај. Продолжуваме со спортот. Ракометарите на Тиквеш со пресврт го совладаат тимот на Пролет со 21-18. Со оваа победа кавадарчани се зацврстија на петата позиција и местата кои водат до плейофот. Изминатиот викенд продолжија возбудувањето во машката ракометна Суперлига со средбите од првото коло од вториот круг во ова надпреварување, односно со редовното 12-то коло. Во дербито на колото Охрид го победи Алкалуид со 28-24 и ја превзеде третата позиција на табелата. Вардар според очекувањата и со половина тим ја декласираше Струга со 36-21. Тимот на Еврофарм Пелистер 2 во пелагониската пресметка го совлада Прилеп со 31-28, а по стариот брат Еврофарм Пелистер беше сигурен против Бутел и славеше со 31-21. Во дербито на дното, Радовиш на домашен терен загуби од Куманово со 19-30. Најинтересно беше во Кавадарци, каде ГРК Тиквеш го пречека тимот на Пролет. Кавадарчани одигра катастрофално прво полувреме и му дозволија на противникот на полувреме да има предност од 7-9. Во вториот дел, Тиквеш заигра многу поорганизирано и поодговорно и на крај славеше со 21-18. Димитар Коцев повторно беше најефикасен во кавадаречкиот состав со 6 погодоци. Кошаркарите на Тиквеш Голден Игала убедливо со 63-88 славеа на гостувањето кај Ангели. Дури тројца кавадаречки кошаркари Андерсон, Глигориевич и Бошалевски средбата ја завршија со дабл-дабл учинок. Седмото коло од машката кошаркарска Суперлига донесе многу интересни и неизвестни дуели. Во скопската пресметка шампионот МЗТ го совлада ТФТ со 80-67. Екипата на Чаир стигна до првата победа сезонова, откако по продолженија го совлада Гостивар со 96-92. Тимот на Ангели го пречека Тиквеш Голден Игл. Кавадарчани важеа за фаворити на хартија во овој дуел и на крај го оправдаа епитетот. Домакините парираа само во првото полувреме, а кавадарчани победникот го решија во третиот период кој го добија со 15 разлика. На крај и убедливи 63-88 за Тиквеш Голден Игл, во чии редови дури тројца завршија со дабл-дабл учинок. Андерсон даде 20 поени, а имаше и 16 скока. Глигориевич на 16 поени додаде и 11 скока, а Бошалевски постигна 11 поени и 10 скока. Нова средба за кавадарчани дебитираше и новото американско засилување Джаванте Хокинс,
кој постигна 16 поени. Маđари покажа дека победите на гости кај Тиквеш и Кожув не биле случајност, па го совлада како домакини Работнички со 87-80. Феникс загуби дома од Кожув во интересен надпревар со 73-76, а во дербито на колото Пелистер им се врати на победите и славеше нагости против амбициозниот тим на Куманово со 79-87. Девојките овој викенд паузираа заради учество на сениорската репрезентација во квалификациите за Европското првенство 2027. Без изненадувања во 10-тото коло кај третолигашите од групата Југ, Дреново на домашен терен загуби со 1-7 од Ултрас. Росоман одигра 2-2 на гостувањето кај Бучин, а Венец загуби со 5-2 кај Превалец. Поради репрезентативни обврски, односно клучниот надпревар кој нашата фудбалска репрезентација го игра утре во Велс, во рамките на квалификациите за светското првенство, фудбалските прволигаши и второлигаши викендов паузира. Затоа пак третолигашите од групата Југ вчера ги одиграа средбите од редовното 10-то коло. Росоман од тешкото гостување кај незгодниот тим на Бучин се врати со бод, бидејќи одигра 2-2. И екипата на Венец гостуваше во дербито на колото кај претендентот за највисок пласман, екипата на Превалец, и беше поразена со 5-2. Дреново на домашен терен доживеа дебакл и беше поразен со 1-7 од екипата на Ултрас. Млекар го искористи домашниот терен и со 2-0 го совлада Башкими, а Младост во Кривогаштани не дозволи изненадување и славеше со 5-2 против тимот на Влазними јуниор. Најинтересно и најнеизвестно беше во Крушево, каде Пито Гули во дербито на колото го пречека лидерот на табелата Борец од Велес и ги поделија бодовите играјки 1-1. Под влијание на серија влажни воздушни бранови, до крајот на седмицата следува период на променливо облачно и релативно топло време со повремени локални врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат пообилни, локално со услови за невреме, со засилен ветер над 60 км на час и ретки грмежи. Во текот на 24 часа се очекува да наврне поголема количина на дожд, над 30 литри на метар квадратен. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец, температурата ќе се движи во интервалот од 9 до 17 степени. Ги гледавте содржините во Дневникот, ви посакувам пријатна вечер.